Добар ден, драги ученици! Се викам Бети Никлевска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Симче Настовски Вратница, подрачно училиште Рогачево, Тетовско. Се ближи 24. мај. По што е познат овој ден? Овој ден е познат по словенските браќа Кирил и Методи. На овој час ќе ви прочитам текст за браќата Кирил и Методи. Пред да ви го прочитам текстот, ќе ги продлабочиме и прошириме нашите знаења за браќата Кирил и Методи. По што се значајни браќата Кирил и Методи? Прво, по создавањето на словенското писмо глаголица. По ширењето на христијанството, превод на голем број црковни книги на словенски јазик, описменување на дотогашниот неписмен словенски народ. Азбуката, која што била создадена од страна на Кирил, се нарекувала глаголица и броела 38 букви. Така заедно со својот брат Методи, со помош на ова писмо ги преведувале црковните книги од грчки на словенски јазик. Во пролетта 863 година заедно тргнале за Моравија. Еве деца како изгледала глаголицата. Во понатамошното преведување, нивните ученици Наум и Климент создале ново писмо, тоест нова азбука, со цел да им олеснат насловените. Така тие ја упростиле глаголицата и создале нова азбука, наречена кирилица. Климент ја нарекол оваа азбука во чест на својот учител Кирил. Со тек на времето, кирилицата повеќе се употребувала за разлика од глаголицата. Еве ја нашата кирилица, односно кирилското писмо со кој што ние работиме. Главен извор за животот, работата и дејноста на светите браќа Кирил и Методи се житието на Константин и житието на Методи, така наречени панонски легенди. Значи, во оваа книга се наоѓа пишаниот збор за животот, работата и дејноста на светите браќа Кирил и Методи. Сигурно ќе се запрашате што е тоа житие. Секако за вас непознат збор. Житие е опис на животот и делото на некој светец. Поради својата мисија и ширењето на христијанството, двајцата браќа Кирил и Методи биле прогласени за светци и апостоли. Житието на Константин филозоф Кирил. Константин Кирил бил роден во Солун во 827 година. Поради својот интерес кон науката, неговите родители на 14 годишна возраст го праќаат на школување во Цариград. За кратко време го совладува материјалот, цела наука и грчката граматика, делата на Хомер, аритметика, астрономија, музика и слично, и поради тоа бил наречен филозоф. Од страна на византинскиот император, тој бил испратен во повеќе дипломатски мисии како представник на црквата, и тоа во мисија на хазарите, сарацените и други. Константин починал во 869 година во Рим, откако една недела претходно се замонашил и го добил монашкото име Кирил. Константин, сега веќе Кирил, бил погребан во црквата Свети Климент, папа римски, во Рим. Сега нешто ќе видиме и за животот на Свети Методи. Житието на Свети Методи. Во ова житие е опишан животот на Свети Методи, братот на Константин филозоф, Свети Кирил. Во житието нема многу детали од световниот живот на Методи. Се знае дека е роден во Солун, од добро семејство, и поради неговата интелигенција и ученост бил испратен од византинскиот император да биде епископ.
поглавар на црква. Во словенската држава Моравија. Тој заминал во мисија на ширењето на христијанската религија кај хазарите, кои главно биле евреи по вероисповед, заедно со својот помлад брат Константин Философ. Заедно заминуваат на мисија во Моравија, а подоцна во Панонија. Методи бил поставен како епископ. Пред смртта тој го назначил својот ученик Гораст за свој заменик. По смртта на Методи во 885 година, неговите ученици се протерани од Моравија и веројатно начело со Свети Климент Охридски како епископ заминуваат во Македонија, каде основаат книжевна школа и го продолжуваат делото на своите учители. Сега бидете внимателни и следи текст за браќата Кирил и Методи. По тежок пат стигнавме во Велеград, столнината на големата словенска држава Велика Моравија. Градот ќе можеше да се мери по убавина и по големина со Цариград, но нам ни беше помил, поубав, зашто од него дојде пораката и молбата за употреба на словенскиот јазик во црквата и писменоста. Нашите стравувања за пречекот во оваа далечна и загадочна земја, како да исчезна уште со првата стапка по незиното тло, уште со првата средба на наш брат од Моравија со честољубивиот и храбар воин Честимир. Со убави зборови, подарени од неговото срце, што широко ни го отвори како брат на брат, тој ни ја отвори вратата на оваа убава земја. Кога кнезот Ростислав, придружен од својата свита, слегна од височинката да не пресретне, кога ја стави раката на градите и направи смирен поклон пред нашите првоучители, филозофот и Методи, од нашите сомневања за приемот не остана никаква трага. Драги браќа, рече кнезот Ростислав со силен глас. Знам дека сте изморени, зашто го донесовте најскапиот дар што може да му се подари на човекот и народот, а тоа е сонцето. Мојата земја често ја бијат градобини облаци. Небото над неа е поцрнето од црните врани, германските епископи и свештеници. Мојот народ е вешт на мечот, но прост на перото. А знам дека човек што не ги владее и двете, денес или утре ќе го изгуби и името, и честа, и животот. Во десницата на мојот рак мечот е послаб од мојот. Ви благодарам од името на сите моравски словени што ми го носите факелот, што ќе ни го покаже патот кон вистината и вечноста. Заврши Ростислав и од кога длабоко им се поклони на нашите апостоли, му се поклони на насобраниот народ. А тој цутеше од радост. Ги слуша со притен здив зборовите на својот кнез и со жар во очите ги свртуваат своите погледи кон нас. До кнезот састана филозоф Кирил. И како што ја сотре Ереста и кај сарацените, и кај хазарите, и кај други отпадници од правиот пат, тој со силата на својот разум и длабоката вистинољубивост на своите зборови ги плени срцата на сите присутни. Драги браќа, рече, од кога причека да стигне секаков шум. Дојдовме изморени од долгиот пат, но убавите зборови на вашиот кнез и нашиот домаќин ја уништија нашата измореност како сонцето што ја уништува маглата. Голем е словенскиот род. Неговите корени ги хранат водите на Лаба, и на Дунав, и на Вардар, и на Висла и Волга. Плодородни се полињата на словените, благодетни се нивните планини, затоа кон нив туѓинците вртат стрмни погледи, за да го постигнат она што им е крајна цел, словенскиот род да остане за секогаш во мрак и незнаење. И, како што предскажа евангелистот Марко, со моето име ќе ги изгонат
беснотиите и нови јазици ќе говорат. Дојде и тој ден кога и нашиот словенски род ќе проговори на својот мајчин јазик за да го слави името Господово. А на оние кои што ќе подигнат пречки пред словенските книги, ќе им одговориме пак со зборовите на Марко. Тешко вам, книжевници и фарисеи, лицемери, што го затворивте царството небеско пред луѓето. Зашто вие не влегувате, па не ги оставате да влезат во него и оние што сакаат. Тешко вам, зашто го зедовте клучот на познанието. Самите влеговте и им спречивте на оние што сакаат да влезат. Мајчиниот јазик е клуч што ги отвара тајните на вистината. Без него народот ќе остане при очи слеп, при уши глув и при разум прост. Тоа беше текстот посветен на браќата Кирил и Методи. Поради нивната дејност и нивните мисии, а пред се нивната генијалност, секоја година се оддава почит на овие солунски браќа и просветители Кирил и Методи. 24. мај секоја година во нивна чест се празнува како неработен ден. Голем број на цркви, храмови и образовни институции ги носат нивните имиња, а со тоа нивната дејност и работа никогаш нема да згасне. Драги ученици, на крај, како ваша задача, од презентацијата и од текстот што го слушнавте, да се обидете да напишете песна или писмен состав во чест на браќата Кирил и Методи. Ви благодарам на вниманието.